Ова е Марджи, мајка ми, која веќе скоро 8 години е со Господ. Од незе и од татко ми, кој се уште е жив, научив многу работи. Мајка ми имаше многу блиска врска со Бог и тоа најмногу се приметуваше во тешките денови на незиниот живот. Некој од вас знаете дека мајка ми, како тинеџерка, живеела под еден вид карантин цели 3 години. Фактички таа била заробена во концентрационален логор во Кина за време на Втората светска војна. Нема повеќе да раскажувам за случката, освен дека тоа искуство многу влијаело на формирање на незиниот карактер. Сепак во последните 8 години од незиниот живот, таа влегуваше, фигуративно кажано, во потежок затвор или карантин од било кога. Почна да заборава многу работи и отиде на лекар да направи тест за Алцхаймерс, односно склероза. Уште беше способна да мисли и расудува, но чувствуваше дека диагнозата е лошо. Со такво предчувство, пред да го соопштат крајниот резултат, таа донеса цврста одлука дека и низ целата криза на Алцхаймерс, до незината смрт, ќе го слави Господа. Се разбира колку што можеше да го контролира тоа. Откако дозна дека тестот е позитивен и со сигурност ја има диагнозата, реши да му биде благодарна на Исус, незиниот Господ, и да го слави без оглед на незината болест. За време на тие 8 години, полека, незиниот умираше. Но интересно, што секој пат кога ќе ја праша: мамо, како си? Таа ќе ми одговореше вака: јас го славам Господ. Дури при последните години, кога не можеше да одговори со цели реченици, која ја прашав: мамо, како си? Ќе одговореше: јас го, мамо, го славиш Господ? Да, тоа сакам да кажам. Незиниот живот секогаш ми беше многу голем пример. Но во последната и најтешка фаза на незиниот живот, таа остави моќен, позитивен белег на моето срце. Незиниот став и решителност да го слави Господ и да му благодари во секакви ситуации и време е тоа што сакам денес да го потенцирам. Во овие неколку минути заедно, иако физички одвоени, сакам да ве поттикнам дека времето на карантин и COVID-19 може да биде време на благодарност. Да бидеме благодарни на нашиот Господ. Пред да погледнеме една библиска перспектива на оваа тема, сакам да спомнам дека има една веб страна што се вика Happier Human, или на македонски би дошло Повеселиот човек. На веб страната ги пишуваат резултатите од 27 научни истражувања во врска со благодарноста, односно бенефициите на истото. Доста се сериозни истражувања собрани од научници. Едно истражување покажа дека благодарниот човек има здравствени придобивки како подобар сон и поголема енергија.
Друго потврдува дека благодарноста го прави човекот по-несебичен. Друго пак дека му го зголемува оптимизмот и така натаму. Добро, мене лично не ми треба науката да ме убеди дека е добро да бидам благодарен. Но од друга страна, не е лошо да се знае дека науката го потврдува тоа што Господ ни заповеда. Во Прво Солунците 5:18 апостоло Павле напишал: Благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус спрема вас. А на друго место во посланието до Филипјаните, Павле, кога бил во римски затвор, во најлошиот облик на карантин, напишал вака: Радувајте се секогаш во Господ. И пак ќе речам, радувајте се. Па малку подолу во текстот пишува: За ништо не грижете се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања. И мирот Божи, што надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исус Христос. Тоа во Филипјаните 4 глава 6 до 8. Замисли ти дека како Павле седиш врзан со синџири за римски војник, заробен во затвор, а сепак го славиш Бог од се срце. Пред да кажам повеќе за благодарноста, сакам да истакнам дека Павле немал став на don't worry, be happy. Тој бил реален човек, кој знаел да тагува и да плаче. И самата Библија е реална книга и остава место за тага и плач. Но исто така Павле знаел дека духот на благодарност е важен елемент за да христијанинот успешно се справи со тешки ситуации, баш како COVID-19. Пред кратко време прочитав делови од една книга од авторот Давид Чао. Името на книгата е Благодарност, истражувањата на Павловата тема. Од него научив повеќе работи, а неколку работи што ќе ви ги пренесам денес во врска со оваа тема. Првата работа за мене многу интересна беше дека Павле врз основа на неговото знаење на Стариот Завет ја изедначува благодарноста со славењето. Значи, кај Павле, фала ти Господе и слава ти Господе се исти или одат заедно. Еден старозаветен текст, на пример, е Псалм 104, што пишува вака: Влезете со благодарници во неговата врата, со песни во неговите дворови. Фалете го, славете му го името. Тука славењето и благодарењето не се разликуваат и одат заедно. Ке дадам еден секојдневен пример на ова: шопската салата. Ако ти мене ми направиш шопска, јас ке ти кажам фала. Фала за трудот. Фала за вниманието. И тогаш ке почнам со благодарност да јадам. Но толку можам да ти кажам. Не можам тебе да те прославам. Слава ти, друже, за шопската. Тоа не бива. Но кога пред да јадам, ќе му се заблагодарам на Бог за шопската, воедно го славам. Зошто тој го создал тоа што го јадам. Нему му паднало да да го создаде убавиот патлиџан. Па и кромидот, и краставицата ми се пријаде. И кога ги јадам, со благодарност, воедно го славам Господ. Овде да речам слава ти е сосема соодветно. Фактички позади секоја работа, зашто можеме да му кажеме фала ти Господе, стои причина за славење. Ајде уште неколку примери.
Фала ти, Господе, за овој кров над глава. Позади тоа стојат рацете на мајсторите, умот на архитектот, изворот на материјалите. Сите се созданија негови. Фала ти, Боже, за другарите. Позади тоа стои еден Господ кој се грижи за твојата душа, кој го создал човекот со потреба од друштво и не создал сите различни, за да не ни биде досадно и да не подобри очеки од другите. Браќа и сестри, овој принцип ме охрабрува мене лично, кога ќе му кажем на Господ фала ти, да продолжам со слава ти. Така да, една многу практична примена од ова е кога ти ќе кажеш фала ти, Господе, зашто и да е, не заборавај дека го славиш истовремено. Или пак намерно додај слава ти, Боже. Значи, прво сакам да потенцирам дека благодарење на Бог е воедно славење. А сега сакам да ве поттикнам да растете во духот со благодарност и славење преку практично применување на еден старозаветен принцип, што ќе го сумирам со кратка фраза. Памти, па слави. Памти, па слави. Во Псалм 103, стих 2, псалмистот пишува: Благословувај го, душо моја, Господа, и не заборавај ги сите негови добрини. Па после тоа авторот набројува многу благослови што ни се дадени од Господ, како на пример неговата милост спрема нас, прошката за нашите гревови и така натаму. Но всушност гледаме во целиот Стар Завет дека Господ сакал Израел да ги памти неговите дела и чуда и неговата љубов кон нив и им помогнал да не заборават. Таа помош била дел од врската помеѓу Бог и неговиот народ. На неколку места во Стариот Завет Господ им заповедал на луѓето да направат олтар на сеќавање. Не како жртвеник во храмот, но како споменик, за да го забележат стореното дело што тој на лице место го направил. Например, во втората книга на Мојсе, Излез 17:15, откако Господ им дал на израелците победа над Амалек, Мојсе изградил олтар, за да се памети што се случило на тоа место. Има неколку такви пасуси во Стариот Завет, дури уште 5. Во декември, јас, жена ми Лина и децата бевме во Демиркапија на прошетка и се шетавме покрај реката Вардар, каде што имаше многу убави и многу на број камчиња. Сите собиравме по 3 до 5 камчиња и потоа со силикон ги спојувавме, за да направиме мали споменици. Идејата беше секој камче да ни представува еден спомен или благослов за кој бевме благодарни. Секој си имаше можност да ја каже својата сторија за камчињата. Например, ова е мојот споменик. И со него ја паметам мојата благодарност за неколкуте благослови од Бог. Еден од нив е благословот за хармонијата и соработката со мојата премила жена, во што на вистина уживам. Многу си помагаме и благословени сме за да му служиме заедно на Господ. А споменикот е само еден начин преку кој Господ му помогнал на својот народ да ги памети неговите благослови. Например, прославата Пасха,
Откако Господ ги ослободи израелците од Египет, во таа чест секоја година требаше да се слави Паската. И тој фестивал требаше да трае цела недела. Празникот беше подсетување за ослободувањето од 400 години робство и многуте чуда што Бог ги направи за да ги ослободи. Например, ја претвори водата во крв на реката Нил. Ја покри целата земја со скакулци и со град, па и со жаби, и со мрак, и така натаму. И на крај ангелот на смрт си го направи своето. Сето тоа требаше да се памети, година за година. Си колеле јагне, месото го јаделе, крвта од јагнето била размачкана на рамката на врата и така натаму. Имаше и други фестивали. Во Левит 23 глава има список и се спомнати 6 фестивали, празници, што Господ наредил да се празнуваат. Зошто? За да памтат луѓето година за година што направил Господ, за да му бидат благодарни и да го слават. Оваа традиција на помнење и славење продолжила и продолжува со христијанските празници, Божик, Великден и други. Но принципот памти па слави е нешто што следбеникот на Христос треба секојдневно да го применува. Павловата заповед благодарете во се е секојдневна работа. Сега баш за време на COVID-19, како примена на ова предавање, ви предлагам да почнете да правите нешто многу практично. Да водите дневник со цел да ги напишете работите за што сте благодарни. Јас и Лина лани решивме да го правиме ова за целата 2020 година. И фала му на Господ, ни оди добро и многу не охрабрува. Вообичајно пишувам јас пред да ја читам дневната доза на Божиот збор од Сабајле со кафе и молитва. И на вистина ми е корисно да размислам малку барем за вчерашниот ден, за што сум благодарен. Сакам да споменам дека паметењето на Божите благослови не е еднакво со игнорирање на проблемите или кризата во која се наоѓаме. Како што Павле бил реален, а не со став на don't worry, be happy, а сепак бил исполнет со радост и благодарност во најтешките денови, ние сме повикани и поканети да живееме на истиот начин. Мајка ми исто така беше реална личност, но ја знаеше тајната или силата на благодарност. И таа сила и го обезбеди значајниот мир во најтешките ситуации. Исто така, блискоста што ја имаше со Исус, незиниот спасител, се градеше заради тој дух на славење. 2 години пред да умре Марджи и да си отиде дома кај Исус. Додека шетавме заедно, рака за рака, ја прашав: како си, мамо? Пак мораше со моја помош да одговори, но одговори: го славам Господ. И откако ми рече така, ми текна да додадам: зошто? Зошто, мамо? Зошто го славиш Господ? Овој пат, без чекање, ми одговори гласно и јасно. Зашто тој ме сака и јас го сакам него. Денес сакам да знаеш, брате или сестро,
дека твоята благодарност кон Исус и во твоето срце ја изгради таа блискост со Него. Знај дека во Божите уши благодарењето е еднакво со славење. Сети се на Неговите дела и благослови. Памти, па слави. И со тоа приближувај се до Него. Тој е спремен да ти помогне и те чека.